Почитувани гледачи, еве сме повторно назад во студио, а со мене во студиото е Марија Каров, координатор и советник за образование во САД, а со неја ќе разговараме за активностите на американското катче во Штип. Добре ни дојде во нашата утринска емисија. Добро утро, Ана, ви благодарам за поканата. Навистина ми е чест еве за прв пат да бидам дел од вашата утринска програма. Така, задоволството секако е наше, а и за нашите гледачи. Еве за почеток да дадеме еден повед, 5 години како работи американското катче. Која е визијата и како работи? Вака, значи, ние минатата година, односно 2015 година, како што веќе напомена, прославивме 5 години американско катче. Инаку, визијата, мисиите на американските катчиња, кои што се 5 точно во Македонија, нормално дека се пренесување на информации за американската култура и образование пред се, и тоа преку различен тип на ресурси, односно книги, списанија, филмови, преку голем тип на настани, значи кои што ги организираме во текот на целата година, генерално значи запознавање со американската култура и образование. Така, единствено американско катче на истокот, така? Да, единствено американско катче во истокот, инаку другите се значи во Скопје, во Тетово, Струга и Битола. Инаку најпрвото е отворено во Битола, ние сме четврто катче отворено по ред. И веќе 5 години успешно функционираме во Источна Македонија. Така. Еве за овие 5 години колку се членови вбројува американското катче и еве која е постапката за да се биде член во катчето? Вака, значи, ние моментално имаме над 2300 членови, што е навистина добра бројка. Јас би рекла дека отприлика 1000 од нив се активни членови и тоа доаѓаат, значи, различно. Некои за книга, некои за настани, некои за списание, некои за да научат нешто повеќе за англиски јазик, некои за образование. Инаку, значи, постапката е многу едноставна. Ние сме отворени за целата јавност, односно од 7 до 77 години. И единствено што треба да направите да пополните на кратка апликација која што содржи име, презиме, ваш имејл, ваши интереси и во главно тоа е она што ние го бараме, добивате членска картичка со ваше име, презиме и бројче и значи со неја можете да позајмувате она што се нуди во американското катче, инаку сето тоа е бесплатно. Значи сите наши книги, списанија, сето она што го имаме како American Corner е бесплатно за сите наши членови. Така. А еве што им нуди американското катче освен усовршувањето на англискиот јазик на членовите кои што ги имате? Вака, значи, американското катче организира различен тип на настани. Како што напомена, значи, учење на англиски јазик е една од примарните работи кои што ја правиме, односно English Conversation Hours. Тие ни се најчесто со волонтери на мировниот корпус. Покрај овој настан, значи, организираме клубови за деца, учење за американската култура преку book clubs, односно, значи, обработка на книги, организираме сесии за фотографија, кафе со дипломати. На тој начин самите наши членови имаат можност да запознаат дипломати од американската амбасада кои што доаѓаат и разговараат на најразлични теми. Организираме настани за образование во САД, значи таков тип на настани, се со цел, значи, промовирање исто така и на образованието, можни стипендии за нашите средношколци, па и, значи, за факултетските студенти кои што сакаат да продолжат на магистерски студии во САД. Так. Еве, јас верувам дека имате реализирано навистина голем број на проекти. Еве, да ни одвоите едни од позначајните кои што ги имавте реализирано во 2015 година. Па вака, јас навистина би ги издвоила кафе со дипломат сесиите, бидејќи тоа се еден уникатен начин, како што напоменав, за запознавање на дипломат на еден релаксиран начин. Бидејќи, значи, тие издвојуваат време за нас, од нивната рутина, значи, доаѓаат во американските катчиња, изборуваат на најразлични теми. Климатски промени беше една од поинтересните теми, за образование во САД, значи, најразлични теми покриваме. Исто така, How to Introduce Yourself, односно како да се представите себе си, беше еден проект реализиран заедно со Совет на млади, кој што јас би го истакнала во 2015 година, со волонтерка на мировниот корпус Грейс Мукупа, која што на неколку наврати доаѓаше во American Corner, тоа беа како серијали, каде што се учеше, значи, како да се однесувате на интервју, како да напишете CV, кое што е доста корисно за младите луѓе. Исто така организиравме стоп motion animation видео workshop, односно работилница за правење на стоп motion видеа,
Таа беше исто така доста успешна во 2015 година. Еве нешто друго кое што беше интересно беше Makerspace сесиите, односно како американско катче ние нудиме можност за младите преку технологија, преку наука, значи да изработуваат различни типови на настани и овие сесии се нарекуваат Makerspace. Самите наши членови значи изработуваа LED Cube, односно коцка која што свети, која што се поврзува со електроника. Изработувавме значи градина која што беше од пластични рециклирани, од секоја област. Јас значи еве вака би ги издвоила тие настани за 2015 година. Еве и да не заборавам, во 2015 година имавме ученик кој што се запиша во Америка на Community College. Ние само што започнавме значи да работиме како Education USA центар на некој начин, бидејќи самите наши членови може да добијат информации за образование во САД. И еве овој ученик успеа да се запише во Америка. Едноставно кажано, вие им го олеснувате патот. Да, им го олеснуваме, едноставно им помагаме во самиот процес, кој што најчесто трае година време пред да аплицирате значи за некој колеж или факултет во Америка. Така. Еве што напомена на почетокот, интересно дека вршите обуки за фотографирање, што ова сега е актуелно помеѓу младите кои ги врши тие обуки и дали се уште постои? Вака, значи, ние за фотографија имавме неколку обуки. Почнувајќи од 2010 година имавме две обуки. Едната беше од Фил Лампрон, кој што е мировен корпус волонтер, а другата беше од Методи од Штип. Значи, таа исто обука ја организиравме заедно со Совет на млади. Сега моментално организираме обука за фотографија, меѓутоа не е обична фотографија, туку фотожурнализам, односно значи фотосторија, фотоновинарство. Да започнуваме утре и самата обука ќе ја држи волонтерката Емили, која што се наоѓа во Виница, меѓутоа ќе патува за да дојде и да ги одржи овие обуки. Значи утре во 4 часа. Да, може да се пријави секој. Ние најчесто нашите информации, односно за пријавување, ги споделуваме со членовите преку имејл адреси и исто така на Facebook, значи преку социјалните мрежи, на Twitter, на Instagram, значи да. Така, еве, например, кој одлучува за проектите и за настаните кои што вие ги реализирате? Вака, значи, тоа би рекла дека е на некој начин една координација помеѓу значи самите вработени во американското катче. Имаме значи соработка со американската амбасада, односно одделот со односи за јавноста, кој што е Public Affairs Section. Значи со нив сме во постојана комуникација за каков тип на настани да има американското катче, но во целата таа комуникација не се исклучени ниту нашите членови, бидејќи многу пати значи правиме surveys, односно значи истражувања за што би сакале нашите членови да имаме ние наредно како настани. Во комуникација сме со Fulbright студенти, дали американци, дали македонци кои што можат да ни помогнат во нашите програми, со мировен корпус волонтери и на тој начин значи имаме една целина на програма значи за секој месец. Так. Еве знаеме веќе неколку години наназад се поинтензивно студентите заминуваат на работа во Америка. Еве например, дали преку американското катче може на полесен начин да отидат во Америка и покрај тоа што ќе работат и ќе стекнуваат поголеми успеси во образованието и на кој начин тоа се остварува? Вака, значи, предпоставам дека ме прашувате за Summer Work and Travel програмата. Значи, таа оди преку локални агенции, ние не посредуваме за таков тип на работа. Меѓутоа, значи, индиректниот дел, што да очекувате, значи, за културата, значи, на некој начин, преку самите книги и литература кои што ги имаме, односно, генерални информации за САД и преку американците кои што ги запознаваат, да кажеме, студентите во американското катче, може да им биде придобивка. Инаку генерално ние не ги спремаме значи за таков тип на посета во Америка, тоа го прават значи локалните туристички агенции кои што предпоставувам дека имаат лиценци за да едноставно организираат посети на студентите во САД. Она што ние го покриваме е Education USA делот, односно ние ги спремаме за доколку сакаат да отидат на размена, значи односно да студираат во Америка. Работиме генерално со ученици од втора, трета година, прва година, сите оние кои што се заинтересирани да студираат таму и затоа и започнуваме еден нов клуб кој што се вика Competitive College Club, ќе започне со работа од февруари, сега во тек се апликациите.
кој што им овозможува на учениците од 2 и 3 година, кои што се меѓу најдобрите 10% од нивниот клас, да бидат дел од група која што интензивно ќе работи на апликацијата, значи со мене како Education USA Advisor и со голем број други спикери и гости кои што ги имаме организирано во текот на цела година пред да ја пратат апликацијата за студирање во САД. А еве од досегашното искуство да ни кажеш со посетата на дипломатите од САД, според тоа како студентите и учениците, односно членовите во Американското катче се задоволни од нивната соработка и посветеноста која што верувам ја имаат од нив? Па вака, јас би рекла дека тоа е еден од најинтересните настани за нашите членови, бидејќи секоја кафе со дипломат е приказна сама за себе. Најпрви, значи, дипломатот е различен и нормално темата е, значи, секогаш различна и постојано добиваме прашања кога ќе биде наредното кафе со дипломат. Во јануари се уште немаме планирано, меѓутоа за во иднина, значи, дали еднаш или два пати месечно, значи, ќе ги имаме повторно. А колку се па дипломатите задоволни од студентите и учениците? Па навистина се задоволни и секогаш, значи, понекогаш кафе со дипломатите ги организираме, значи, во Американското катче. Меѓутоа, некогаш, пример да кажем, имавме презентација за cyber security, односно заштита на податоци на интернет, и ја организиравме заедно со факултетот за информатика. И навистина и самиот дипломат беше, значи, навистина задоволен од посетата. А еве, например, сите тие обуки и работилници верувам дека се вршат на англиски јазик. Значи, тоа е една голема предност за студентите и за учениците, преку комуникација уште повеќе да го усовршат англискиот јазик, така? Да, значи, генерално нашите настани се одржуваат на англиски јазик, бидејќи нели сме Американско катче. И убаво што спомена, значи, навистина, доколку сакате да си го подобрите англискиот јазик, имате можност, значи, да вежбате говор, имате можност да читате книги, значи, секој аспект на подобрување на англискиот јазик е достапен, значи, со самото тоа што ќе бидете член. И комуникацијата со... Да, со некој кој што е native speaker, односно неговиот мајчин јазик е англискиот јазик. Точно така. А еве, кои се најмалите членови во Американското катче и која е нивната опрска таму, што прават тие? Вака, значи, ние доскоро имавме Kids Club, односно клуб за деца, и тоа е од 9 години па до 12-13 години, значи за дечиња кои што сакаат да изработуваат на некој начин преку игра, песна, значи изработки учат англиски јазик. Во моментот немаме Kids Club, меѓутоа имаме една многу поинтересна програма која што се вика Dreams and Friendship. И тие всушност комуницираат со ученици од Америка на нивна возраст и споделуваат искуства преку поезија, значи многу се интерактивни и интересни тие настани кои што се случуваат 2 пати неделно. Еве, што е следно, односно што во најскоро време ќе да очекуваме од Американското катче, кои проекти ќе ги реализирате во иднина? Вака, значи, ќе продолжиме, значи, со нашите регуларни настани, односно подобрување на англискиот јазик. Сега, најверојатно од февруари, како што кажав, ќе започнеме со Competitive College Club, кој што ни е навистина интересна програма. Јас ги поканувам сите ученици од средните училишта кои што сакаат да студираат во Америка, еве, на некој начин бараат помош за тоа. Ние нудиме, значи, бесплатна помош, меѓутоа само треба да се пополнат, значи, апликацијата, да ни се достават документите кои што ни се потребни за ова. Тоа е навистина голема предност да се биде член, бесплатно членство, придобивките секако се највеќе за членовите. Највеќе за членовите, бидејќи со оваа група ќе работиме на припремање и на тестовите TOEFL, SAT, кои што се битни, значи се бараат за полагање доколку сакате да студирате во САД. Така, например, дали има некои студенти кои што студираат на англиски јазик да побараат помош од вас при спремањето на испити или на колоквиуми, да побараат нешто, некаква помош од вас, а вие да им го дозволите тоа? Или сепак се држите само на она што ви е предвидено во програмата? Вака, зависно каков тип на помош им е потребна. Пример, доколку некои од тие ученици сакат да продолжат на магистерски студии, им се потребни некои книги, како да кажеме за полагање на TOEFL или GRE, кој што е тест за магистерски го бараат, значи, исто и GMAT. Значи, ние ги имаме овие книги и ги изнајмуваме бесплатно. Од време на време организираме и настани How to Prepare или Prepare Sessions, значи, за овие тестови.
Така да, единствено само треба се следи што е следно на програмата во американското каче, не се исклучени, значи, овој тип на ученици, меѓутоа зависно каков тип на помош им е потребна ним, да кажеме конкретно. А еве, вие соработувате и со библиотеката овде во Штип, односно за каква соработка се работи? Вака, значи, ние бидејќи сме лоцирани, значи, во библиотеката, во Штип имаме одлична соработка со библиотеката. Организираме различни типови на настани. Организиравме пред неколку години Book Fair, значи, исто така одбележуваме Library Lovers Day, зависно, нели, според она што го имаме ние како програма во тој месец и според она што го има библиотеката како програма во тој месец, наоѓаме, значи, заеднички работи кои што можеме да ги реализираме. Така. Еве, што друго е значено, а јас не сум те прашала, а мислиш дека е важно да го слушнат гледачите? Па вака, јас би напоменала еден сајм кој што го планираме заедно со волонтерите на Мировен корпус, повторно од страната на образованието. Тој ќе се случува на 27 јануари, од 5 до 7 часот и е наменет за сите средношколци и оние кои што сакаат да студираат во САД, значи може да бидат и веќе студенти кои што сакаат да продолжат на магистерски. Самите волонтери ќе имаат како панел дискусии за нивните факултети во САД, се поканети некаде над 8 пискор волонтери кои што ќе зборуваат за нивните факултети и повторно ќе објасниме, значи, самата постапка за кои чекори треба да ги преземете доколку сакате, значи, да почнете со самата процедура за студирање. Така, овде ќе направиме и крај на нашиот разговор, уште еден повик до сите оние кои што го сакаат англискиот јазик и кои што сакаат да се усовршуваат, дека слободно може да станат членови во вашето американско катче, а јас ви посакувам многу успех и уште многу реализирани проекти, па да се видиме и во наредна прилика за некој обемен проект. Благодарам, Ана, фала на поканата уште еднаш, се надевам на наредно гостување. Така, ти благодарам уште еднаш што одвои време и покрај работните обврски ти овде беше тука со нас и за нашите гледачи. Почитувани гледачи, овде е крајот, а сега ќе направиме една кратка пауза со кратки вести за она што се случуваше во текот на вчерашниот ден и секако што ќе се случува денеска во регионот и пошироко, а потоа се враќаме во студио и продолжуваме се до 10 часот.